Dobro. Ajde, ajde. Како ви се вика училиштето? Вау! И сите имате по 9 години од прилика? Седум. Како бе седум? Не. Ти имаш 9. Седум и пол. Дали знаете зашто сте денес тука? Не. А дали знаете зашто јас сум тука? Зашто сум тука? Зашто работиш тука? Работам, ама што правам? Играш. После што правам? Пишуваш. Јас сум деца Ана и пишувам книги за деца и за големи деца. Плюс предавам во училиште, меѓутоа дојдов денес затоа што ме поканија од еден фестивал за книги и ми рекоа дали сакаш да дојдеш на едни деца да им зборуваш, а тие да црдаат и да им зборуваш за една многу важна тема во нивниот живот. Што е најважно за едно дете, освен да биде здраво? Другари. Така е! Yes, супер што ви текна. Денес ќе зборуваме за другарството и за една книга која што е за едно другарче, кој што има другарче како и вие, така? Колку другарчиња имате вие? Милион. Милион. Од 1 до 100, колку имате? Двајца? Дали е машки или женски? Добро. Дали некој ќе ми каже, ако сака и ако знае, што е најважно во другарувањето? Да се дружиме. Да се дружиме, друго? Да се играме. Да си играме? Да бидеме фер. Да си делиме? Да бидеме фер. Да бидеме фер. Точно? После? Да не се караме? Да не се тепаме? Да си помагаме? Да не се навредуваме, па вие се знаете. Кажи? Да се сакаме со другарите. Точно. Кажи што сакаш да ми кажеш. Сакаш авионче да направиш? Сакаш да напишеш нешто за другарчето и да го пратиш до другарчето? Ако и на тие две другарчиња можеш, направиш. Еба денес деца или ученици или како сакате ќе ве викам мачиња. Мачиња, може да ве викам мачиња. Епа извинете, ама вие не лаете, вие зборувате, така? А мјаукате? Добро. Дали некој од вас има другарче Милениче? Маче? И папагали, риби, вау! Дали се тие ваши другарчиња? Ама дали тие може да зборуваат? Добро, сега малку ќе се стишиме, тишина. Зошто? Затоа што јас треба да ви кажам како едно момче кој што се викало Тичен имало замислено другарче. Што е замислено другарче, знаете? Замислено другаче некој другар да замисли. Да замислиш. И кога ќе си замислиш, како може да биде тој другар? Добар, лош. Каков може да биде? Вистински? Со раце, со нозе, со чизми, Не, со шапка? Ако си го замислил, Може да биде било како? Да, ама може и да излезе од некаде. Може и да излезе. Од кај ќе излезе? Па може некој човек таков, после некој таков човек. Аха. Добро. Каде ќе излезе.
Па овој тичање имал замислено другарче, што се викало, замислете како? Другарче. Мама италијана. Мама италијана. Значи ти размислуваш на другарче кој што ти носи пици. Да. А јадени сте или ви се јаде? Ви се јаде. Секогаш ви се јаде. Кој ли? Чоколади. Чекајте, зборува вашата другарка. Што рековме, кога сме другари, внимаваме и кога некој зборува, не го прекинуваме. Кажи? Во киното тоа гледав еден филм, се викаше Замислени пријатели. Значи замислени пријатели, баш како во оваа книга. Една девојче си ги замислуваше пријателите и тие и беа комши. Прекрасно. Дали се викаше Ев? Може, јас сакам да почнам да ви читам, само книгата ми побегна некаде. Каде побегна? Ајде тие на. Под горе. Дали гледате овде што има прво? Ја Ќе поминам секаде, без грижа. Што има овде? Што е ова? Ова е некој херој. Нацртан со сите бои, како мојата кошула. Сосема случајно. И вози некој велосипед, нешто прави, некакви авантури прави. А тоа е друга? Тоа е другарчето, ама тоа е другарчето за мислимото, да. И внатре има на првата страна, сега ќе ви го покажам. Нешто си замислувал малиот тичен и видел што? Што е ова, дечки? Кит. Кит, риба! Вау! Па вие имате фантазија како... Не, орка. Орка! Сабја. Не! Ова знаете што е? Не. Сабјата. Кои се оние суштества што пуштаат оган кога летаат? Точно така! Епа другарче, на ова другарче, може да биде и змеј, и ајкула, и што рековте друго? Куче, делфин. Ајде сега да ми нацртате, да ми нацртате вие замислено ваше другарче, ама да не е како дете. Нека биде животно, суштество, некој рече пица. Ќе го нацртате? А јас ќе ви прочитам. Ќе ви прочитам еден малку книгата. А може ме пасаме да Може и надолу и нагоре. Вие цртете, а јас ќе ви прочитам. Нема да молим. Може да со било која гумичка овде не оценуваме. Еве, ја ми ја молим па цртам со црно. Така е. Имате слобода да нацртате и обоите како што сакате. Нема правила и нема оценка. Другарче си го стисна носот. Од тука можам да го намирисам оној змеј, трол. Ја ставив едната нога врз гредата и во истиот миг водата почна уште погласно да клокоти. Дури и да гомори. Веднаш ја погледнав. Што е тоа? О не, одмајнувајќи со главата, другарче стапна на гредата со големи чекори, тргна кон средишниот дел. Немаше никаков проблем во одржување на рамнотежава. Господине Бес, викна, излегувај веднаш. Нивото на водата во каналот се подигна и од неа излезе джиновска глава на змеј, или сиркуштер, или некое чудесно животно кое што му е другарче на нашето другарче. Замислете си некој што ќе ви биде другари кога патувате и кога учите. Што би нацртале? Кој другарче ви омиле на вас? Добро, деветија мама италијана. Тој? Па можеш и нема да го нацрташ, ама малку волшебен. Нацртај му чудите очари. Имате вие нека кукла или нека играчка или нека песен? Можеш да имаме чоколада.
Еот? Ајде го става. Не знам. Дебелиот нос поголем од мојата глава и веројатно никогаш не си ги измил забите. Носеше сив Балкан комбинезон. Од джебовите му дзиркаше алат и го држеше мобилниот телефон веднаш до угото. Внимателно се движеше меѓу гумите што ги расположивме наоколу. Легни долу, ми рече другаче од задното седиште. Што нацртати? И водичка? Браво, браво. Може да го обоите. Ова малечко, за да го чуваш тука? Тука? Малечко, за да. Да, а сега го чуваш не? Не го пуштате натаму? А, внатре. Вие што цртате сега? Мечиња ли, сечиња? Вау, што научна нешто. Прекрасно. Дали треба замислените другарчиња да им дадеме име? Сакаш да нацрташ? А зошто не сакаш со боичка? Можеш и со боичка директно. Ова е сиво како молека, да. Можеш да го искористиш. Да завршат? Добро. А сакаш јас да ти помогнам? Што ќе црташ? Смеќе ми нацрташ? Со големи вака позади, како овие овде? Не се допаѓа, види како А ова е момчето. И тоа го среќава змијот. Ама знаете како? Не, оваа книга ја пишувала еден чичко што се вика Питер Колвајк и тој е од Холандија. А ја превела оваа книга една тетка Ели Кујовска, а ги цртала илустрациите Линда Фас. И не се само тие, видете овде како интересно го нацртале тролот, како паѓа меѓу еден куп гуми и еден куп автомобили. Да, сега уште една ќе ви најдам. Види го, еве го другарчето како лета, се качува на една висока канделабра и во сите бои им раскажува на другарите каде ќе оди. Замисленото другаче може што сака да направи. Види како се качува по куќата со заврзани нешта, да. И мене, чекай, тука имав едно Милена, сака да мене ми ја покажам. Тајната шума има шатор. Види колку е откачено и зелено. Да купиш или мама и тато нека ти ја купат и да ти ја прочитаат, затоа што е многу интересно. Види какво е ова големо црно рибче со заби. И децата што бегаат. Да. А ова што е, знаете што? Библиотека, точно. Исто како овде. Што нацрташ? Не го штедете листот, цртајте слободно, нешто големо, нешто чудно, невообичаено. Може некој мене да ме нацрта, јас сакам да видам другарче. Видиш другар и да му дадеш моливче? Да. Имате вишок молив? Имате? Може да ги дадеме на Петра? Има тамо Петра, се вика Петра тоа девојче. Така да ме Прекрасно. Ова е вистинско другарство, кога треба да си делите, односно кога веќе на некој му треба, да му дадете моличе за да може да се прават. Вие што да цртате. И браво, како ми се разате. А овде што изгледате? Библиотека. Дали книгите се другарчиња наши? Зошто? Затоа што научат на многу работи, така? Не. Може. И после сакаш да го обоиш во црвено, портокалово, сино. Ке го нацрташ, важи. Не знам дали има тука. Ако не е тоа зелено, се има некоја остро зелено. Еве за да ви помогнам и
Вчера ме инспирираше со змејот, ќе ви прочитам еден дел за шумата на змејови. Не е дозволено трчање, строго рече џуџето. Стоеше со рацете на колповите и продолжи да ги набројува правилата. Добро, нема трчање, повтори. И за секој случај кимнав со главата. Аха. Не е дозволено викање. Заповеда. Добро, нема викање. А ако другарче повторно почне да покажува чудни работи, ќе ми кажеш. Непромислено повтори. Ако другарче повторно почне да покажува чудни работи, ќе ми кажеш. Не, се чинеше како молња да излета од нејзините очи. Тичан, ти ќе ми кажеш на мене, Маријан. А јас трепнав. Што? Ништо не правиме, рече Тичан. Ако не можеш да слушаш, тогаш не можеш да дојдеш со нас на прошетка. Прошетка низ шумата. Тоа звучеше некако здодевно. Не ни сакав да одам со нив. Се додека наеднаш тоа не ми беше дозволено. Тоа промени се. Ама сакам да дојдам со вас, реков на брзина. Нема да правам никакви чудни работи, нема да викам, нема да трчам. И ако нешто чудно видам, ќе ти кажам веднаш тебе. Маријан. Воздив. Гледам дека слушаш, а јас молчев. Можев да видам каква боја има нешто или колку е големо, но не, дали некој слуша? Не, слуша да. Волшебни другари се нацртани. Дали џуџињата се другарчиња? Да. Чии другарчиња се џуџињата? На другарчето, но и на еден лик од една приказна. На змејот и на Снежана. Точно. Што прават џуџињата, знаете? Работа, купат. Точно. Епа, овде џуџињата на ова другарче му помагаат да оди во една голема густа шума. Што има во шумата? Мечка. А што има друго? Волк. Ова што е? Море? Морска шума, сте чуле за море? Шума под морето. Фантастична шума. Има ли некоја струка? Епа кога замислуваме, дали може да замислиме и шума под морето? И каква ќе биде таа шума? Фантастична? Со диаманти и со се. Ќе одите таму со вашето другарче? Не да изгубиш. Ако ти е тоа помислата и да замислуваш, тоа нема да биде неистински. Тоа ќе биде само во фантазија, така? Сега направи се до тоа како да сте во ливада. Ова е конкретно. Сите се обичаат. Ајде да ми кажеш. Добро? Не е вашето? Добро? Добро. Дали нацртавте сите? Не. Хвала. Еве еден заврши од вашите другари, тој на се тамаче. Јас сум. Добро, ама дечки, боите ги, да има бои. Каква е оваа книга? Во сите бои. Јас во сите бои сум. Значи треба боја, животот е полн со боја, не е само црно-бело и моливче. И не се грижете, излезете и надвор од линијата и шкрткајте, додајте нешто слободно. Како што си го замислувате, така нацртајте го. Нема оценки. Овде сите имате петки за... Тоа е твое, да. Па прво ги фотографираме за да видат сите колку ви е убаво цртате замислени другарчиња. Дај ми го мене. Јас ќе го претворам, кажу што? Требам да читам сак. Не. Како се вика? Ова нешто... Како се вика? Тој бац што е бело. Лилјаче, добро. Ќе го кажам името на крај, сега ќе го ставам и вториот цртеж на вида. Видаш што ли нацрта ти маче?
Маче е твоето замислено другарче? Па имаш маче. И што си замислува мачето? Гледа во облакот и си вика каде ли да најдам храна. Моето другарче случајно ми влегло во джеб денес. Кога ми даде вашата другарка едно стуткано топче од палома, јас го припрев во моето другарче и се вика другар ми Джиджи. Што е Джиджи, знаете? Име. Како кажуваат вашите баби кога има еден куп шаренило? Што нацрта ти? Роналдо. Роналдо е твојот замислен другар. Се чуле за Джиджи Миджи? Не. Што е Джиджи Миджи? Джиджи Миджи, што се Джиджи Миджи? Готова прича. Епа Джиджи Миджи е кога нешто е многу шарено, многу различно, како вашите другари. Дали вашите другари се сите исти? Не. Некој има голем нос, некој има мал нос, некој има 5 пара уши, некој носи шапка, така? Има некој 5 пара уши? Ајде да ми нацртате другарче кој што е различно од вас. Може да има 4 очи, 2 носа, може? Не, нема. Како бе не? Замислете си. Ај мижете сите една минута. Мижете. Мижи. Мижи, стисни очи, мижи. Ајде да замислиме едно другарче со 4 пара очи. Моите со 3. Со 3, добра. Што има на главата? Дали има на главата шешир или кофа за чистење? Чистење, добра. Кењаве. Па ви имате еден тон за чистење или ликови? Твоето има коса каква? Сребрена? Никаква. Не, сега другарче што нема да личи на нивното вистинско другарче. Вие ќе завршите после тоа. Да видам, може? Колко е добро. Сега тројка другарче не цртаат срце. Да не им пречи. После ќе видам. Еве уште едно ваше другарче го нацрта неговото замислено другарче што го нарече Миджи. На што ви личи ова? Мене знаете на што ми личи? На лисица и јајце и змеј и кокошка и грмушка и колаче со 4 вида крем. Колаче со 4 вида крем, много ми се сија. Очигледно се гладни. Дали постои другарче кој што е еве, некој видите какво другарче нацртал. Ова другарче има многу интересна фризура и се вика Кико. Дали знаете што е важно кога имате другарче што е тажно? Да го расположите, да му правите смешки, да разговарате со него, така? И да го прашате зашто си тажен. И тој ќе ви каже, или може нема да ви каже. Браво, така, што нацрта ти? Кинески змеј. Драгон е змеј, на македонски е змеј. Гледа колко е кул. Ама јас мислам дека овој змеј јаде нешто, ова е нека голема сина. Слива. Тоа е топка. Топка? За да може да направи магија. Имате другарче што прави магии? Не. Не? Ти си тоа? Да. Прекрасно. А ти што нацрта? Ти нацрта јадење, леле, прекрасно. Твоите замислени другарче ти се јадат? И сега ти мечеш, о, драг сладолед, многу си вкусен. О, пица, колку си вкусна. Прекрасно. Си ги земете само прво да ги ставиме овде, за да ги сликаме, зашто са многу добри. Ако, добро. Чекај, сите, тука, едно до друго, горе, долу. Ова што е? Вау!
Дали некој знае што е ова? На што ви личи? Самовила? Ти личи на братовчетка ти прекрасно. Ова е другарче во облик на девојче, така? Другарчињата може да бидат? Да. Ама што значи тоа, дека другарчињата може да бидат во секаков облик? Дали може да бидат како пица? Да. И како пицата ви е другарка? Ама другарчето не може да се јаде. Добро, ќе ви дозволам, таков е денот, не се јаде. Како дали да си ги земат? Ова рековме дека е другарка и овде си напишала една дека ова е твојата другарка. Како се вика? Лана. Значи, може да си ги нацртате и вашите вистински другарчиња. Да видам ти што напишеш. Вау, леле цела приказна. Неговото омилено јадење, чизбургер и колаче. Моето измислено другаче се вика Блу. Ова момчето долу, сина? Многу интересно. Има облик како капка вода. Така? И може кај сака да оди? И може да се претвора во што сака? Не. Туку? Може да прави што сака. Може да прави што сака. Прејако. Добро. Чекај, може да не. Ништо нацрта? Браво, браво. А ти што нацрта? Што е ова? Така се вика? А треба да се ово или бело е? Бело е? Добро, и ти имаш тако. Па знаете што? Има неколку деца што си го нацртале омиленото другарче исто. Може ли еден човек да има исти другари? Да. Дали вие меѓу себе си се дружите? Да. И ти го нацрташ којава? Зашто не ме оставите на мир? Вау, прекрасно. Така се чувствуваш? Така ти дојде? Или другарчето така кажува? Па добро, ако некогаш ви доаѓа така, треба да кажете, оставете ме на мир. Оставете ме на реаз, оставете ме терате се да правам. Леле колку црташи, дајте ги сите. Дајте и сега јас ќе направам. Тоа се вика експозе. Односно ќе ги растажуваме и ги зборуваме. Дајте, вие седнете за да не се собираме тука, добро? И секој ќе ми каже што нацрта. Фала ти, маче. Ово оди во джеб. Вие веднаш се фрлите да цртате второ другарче, а? Еден нацрта. Еден нацрта, добро. Сакам фигура. Кого нацрта ова? Како се викаш ти? Симона. Симона, ова е коала или мече? Поларна мечка. Дали поларните мечки имаат другари таму на северниот пол? Со кого се дружат? Со пингвини? И не се сами? Со фоки, точно. И со други. Ова чудесно другарче на вашата другарка рекол, зошто не ме оставите на мира? Зошто? Што мислите? Знаете што прават пингвините? Му ја јадат рибата на поларниот мечок. Дали е тоа другарство? Не. Треба да си поделиме, така? Дали ако некој ваше другарче нема земено пример појадок или му се јаде, а вие имате нешто со вас? Дали треба да му давате? Тебе цело време ти се јаде. Не цело време се јаде, те разбирам. Јас не јадам доруче. Не е доруче. Се јадам. Значи тапче имаме. Лела грабче тапче. Ова ми кажа една дека е Лина, незината другарка. Значи оваа другарка е Лана, извини. Значи може да биде другарчето и вистинско, така? И да има волшебни крилца. Ако ги замислиме, може да ги има две, браво. не замислям. Ти не замислиш? Во живо, ако дечки, јас затоа и ве прашувам. Затоа што во книгата Другарче, Тичен си замислува дека има вистинско другарче. Ама поради тоа го караат неговите и му кажуваат не смееш да кажуваш дека имаш замислено другарче. И тоа не попредува неговата крепка мала душичка. Замислете некој да ви каже, вас не смееш тоа и тоа. И вие нормално веднаш си викате, ама како? Ама јас сум дете, сакам да правам така, јас сум слободно, така? И возрастните некогаш се многу
Какви се возрастните? Лоши! Лоши? Па, не лоши, ама злодени. Има правила. Дай нека не Така. Ова кој го црташе? Ти? Овде што имаш? Што, јас гледам овде 4 сини овци на небото. Това са облаци. Не, јас мислам дека се овци. Што скокаат. Затоа што небото е бело. А овде долу што ни нацрта? Мама италијана. Другари, добро и жената куче? Одлично. Дали кучето е исто пријател на човекот? Да. Не, начерта мама италијана. Добро, одите да си купите пица, така? Добро. И уке нацрта. Ако вас гледам дека ви е интересно ова со пициве, и мене ќе ми се прија да пица на крај. И мене исто. Ова, кој го нацрта? Како се викаш ти? Добро. Ова е маче или е лисичка? Мач. Леле, а дали мачот има закачано облачено опашот? Не. Како не па еве закачано е. Јас можам да си закачам облак на опашката? Знаете дека имам опашка? Да, Сите имаме опашка, ама ја замислиме. Ако пиеме кафе, па јас испив многу кафе са бајли, сега имам опашка, ама не ви ја покажувам. Не може. Майка ми пие секој ден. Не. Майка ми пие секој ден. Ева возрастните пијат кафе, имаат опашки и ги кријат. Да. А ова голема срца љубов. Кој го нацрта? Ти рече дека не си замислувала, тука ти си сакала да нацрташ на вистина, тоа што ти доаѓа. Дали кога мислиме на нешто убаво, на среќа, на радост, на љубов, ни доаѓа да цртаме срциња, така? Кога цртаме срциња? Кога некого го сакаш, точно. Ви имате симпатии другари. Овде има, освен срциња, што има? Напишала вашата другарка? Точки! Има, што има на секој детски цртеж на овој свет? Точки! Не, што има во ќошот? Сонце! Дали сонцето е нашиот другар, мислите за сите? Да! Грешки се окориш! Ако во грешки се окориш, точно така. Затоа постојат што? Наочари. Ама ја не ги користам, нека мене не ми треба. Некој šta? Ти сакаш да гледаш на сонцето? Добро. Види се окориш! Чекај. Видим мазату. Овде што има? Пица и хамбургери. Ја мислам дека ова е меню за ресторант. Ова не е замислено другаче. Иако, овде во средина има нешто што личи на лижавче. Лижавче е добра, ама може да личи и на уште нешто. Свеќа, лажица. Лажица, на што друго може да личи? Магично некој дрвце, Магично стапче. магично стапче или сте виделе микрофон за музика? Да. А ово овде што е како пица, на што друго може да личи? Тркало. Тркало или на? Мама ми е пица жива. На што може да личи ова? На пица. Пица, тркало, На волан. волан. Добро. Летачка чинија. Браво. Летачка чинија. Што друго? Мене ми личи на... Контенија чинија. Мене ми личи на нека... Тока. Бактерија. Тоа ги пушта рацете. Иако не ги миете рацете, вака ви се лепи. Ги миете рацете вие? Како не ги миете? За да го јадеш ова, вече да ги миеш прво рацете. Добро, благодарам, многу убав придонес на пријателството, а тоа е да најдеш своите другари. Ова е многу интересно. Ова го нацрта, мислам дека таму на девојче. Ти го нацрта? Ова е многу интересно замислено другарче. На сите ви се прекрасни цртежи.
гледате? Робот кача. Човек без нозе. Човек без нозе. Чудовище. Чудовиште. Ништо да може да бидат наши другарчиња. Човек што нема нозе и Има особености. Има чудовишта што гледаат навечер. Има чудовишта што со големите раце може да дофатат нешто што вие не можете. И може да ви бидат другарчиња, така? Не сите чудовишта се лоши, така? Ти уште нешто надебра, уште еден змеј. Толку змеј. Ти како ја настанеш? Нека таман ќе ја раскажам. Цртајте, да, јас сега ги разгледам. Може. Сакам да ви кажам дека другарчино тие и да е чудовиште и да е без раце, без нозе, пак може да ви биде другарче. Што реков, меѓу вечината може да бидат различни, секакви, така? Како не? Ако имате другарче што не гледа убаво и носи наочари, а има такви што носат наочари, така? Ние секако дека ќе бидете другарче. Затоа што не се прави поделба по тоа дали некој носи наочари, или носи протеза, или носи шарена кошула, или тренерки, или било што. Другарчето е што? добро, различен. Овде гледам чешмасо. Овде што е ово? Кога се тоа? Кога кажа? Вода и што е ово? Лава. Не бе, пола змеј, пола јагула, Пола што змеј, пола јагула како мојот Джиджи, кој што е пола лилјак, пола глувче, пола пчела, пола се. ама пус ја гори сако. Говори точно. А ова што е овде? Нека ова синово што е? Нека попа? Не. Што е? Не, тоа е змејот. Смејате ова? И зошто е внатре во ова лака? Ова е нека кутија нешто? Не, Од тоа некоја е книга излегува? како беше леле. Во чешма, ама зошто е овакво, како во црно? Во вселена. Во вселена е? Да. Што е? Во када? Во вселена е. Гуштев оган, добро. Мене ми личи како мала фока отишла да пие вода, ама изворот станал целиот со оган. И горе има чешмичка која што треба да го извори, да го исуши оганот. Ева овде други другарчи. Што гледаме овде? Смајли, ова што е? Куче? Ова се вие си замисливте, дечки. И го црташе. И ова што е? Некоја личи многу на морско кравче. И ти можеш да се претвориш, ке кажам, баш. Браво. Супер, ти ни кажеш, видите како замислено другаче нацртал вашиот другар. Што има тој 4 страни на светот? Фудбалска лопта. А јас баш мислам ова дека некој другарче што има 4 пара уши. Односно 2 пара има 4. Има уши тука на брадата, уши на главата или регуларните уши, така? Ама зашто му паѓаат, па му нацртал и конец. Гледаш да ги поврза сите 4. Вас ви се држат ушите вака на конец? Не. Како знаете дека не ви се држат? Топка што збори. Добро. Браво, ќе ми ја раскажеш после. Бојата на бака може да? Дали некој од вас сака да ми
сега нешто. Знаете да читате? Ама седнете. Седнете. Јас ќе прочитам едно мало делче од книгата. Сакам да читам. Нешто друго или од ова? Сака некој да прочита од книгата? Ама седнете другите да го слушаме. Ама некој сакам да ми чита, јас сакам да читам. Но си го не мотивка. Не, ќе видите дека е забава. Обично некаква забава. Вие сте водили недечки трето? Значи знаете да читате, јас верувам дека знаете, така? Да ми избега моето замислено бироче. Си го стегна глава, ама тоа се пикна во джеп. Овде вака, тука маче, зотки. Се седнете да слушате? Земете тие што сакаат дека читаат, веќе немам контрола. Почнувате да станувате како мојата кошула шарени, и тоа е тоа. Ова се бизниски замислени пријатели, вие су се откачени. Ово има внатре што? Ово ми се внатре пазал? Добра? Браво! И ова е банан. Ама ова е трето толко, браво! Лале! Ајде сега вашата другарка се чита! Може да ја слушаме? Ако јас ти помагам. Чекай, дай да ти покажам каде. Ми треба микрофон. Силно. Речи си, од класната музика. Лубок. Може да прочитаме? Ќе да кажам, ако не да читаш, ќе да кажам да кажеш Со музика вака порано сте биле вие, што не сте биле родени. Може се става нешто, може да вака Ако се запишава во библиотеката, можеш слободно, која сакаш да ќе се запишете. Браво. Ќе може само да ви кажам. Тие што читаат Ивко, читаат многу умно. Ја сега ми раскаже една мала приказна вашата другарка. Ти во себе се читаш? Јас би ознал против на глас. Саеш на глас силно? Забава. Убава забава, а? Викна другарче. Надвидувајќи ја музиката, се појави изнегувајќи меѓу двајца Леја. Музиката се појави возејќи се на Рошуј, исти
до мене. Беше облечен во тесни панталони, премногу широка кошула со огромна кадрава фризура на главата. Само што дојдов, викна. Ама супер изгледа. Ајде, другаче, ме фати за рака и ме повлече на подиумот. Таму продолживме да танцуваме како збудалени. Јас танцував, скокав, брескав, се вртев, ваѓав, повторно станав. Браво, како се викаш ти? Да. Дали разбра некој што се читаше? Што се случувало? Другарче го повикал неговиот другар на подиум да танцуваат и заедно правеле еден куп гунолашки. Знае некој што е подиум? Да, Што е подиум? Како, Кога танцуваш? Кога се качуваш во диско? Сте биле во диско? Како се танцува, знаете? Ај станете да видам како се танцува. Станете се, една минута, бидете ми другари. Сакате да замислиме музика, како што замислувавте другари. Како се танцува? Вака? Или вака се веша? Ајде да танцуваме. Сакате некоја песна да испееме? Ајде. Која песна? Не. Миналиот пат игравме оро. Не. Како се танцува, знаете? Ослободен. Јелена класови. Ти одиш на часови? Која песна ја слушате на кога вежбате? Не? Епа, за која песна ме учи Добро. некоја смирена песна. Да, нека смирена. Смирена, како за балет нешто вака? Како? Латино? И па како се игра на латино? Како се танцува? Како се игра? Како секако? Епа ајде, како се игра весел? Вака се игра? Тоа е весело играње? А вака? Ово што е? Вака кој игра? Вака играат старите луѓе? Вака играат старите на времето? Вака. а од Русија А вака кој прави? Со нос. Кој прави? А малите деца како играат? Вака играат. Како играат вашите другари? На Fortnite? Играјте, продолжете. Дечки, стојте сега, тоа седете, има нешто важно да ви кажам. Ај седнете си тука. Леле, многу важно нешто. Вие танцувате сега, така? И се гледате меѓу себе кој како игра. Како играте? Како играте? Епа деца, дали вие гледате со очите кога цртате, кога играте? Но дали знаете дека има и дечиња кои што не гледаат? Некои се слепи, така, и за тие деца има посебен тип на книги. Дали знаете какви се тие книги? Брајави, браво, злато. Што значи брајави писмо? Знае некој? Кога ќе отворите во книгата, има испапчени точки, буквички, и децата и луѓето кои што имаат потешкотија и не гледаат убаво, вака допираат со прстите и можат да читаат за нивните другарчиња, за природата, со помош на што? Прстите со допир, затоа што не гледаат. Оваа книга, што се вика Чекорите до трешовото дрво, е издание со брајаво писмо од Паола Перети. Јас не сум ја
прочитала, ама се надевам дека еден ден ќе можам и ги ја подарим оваа книга сега на директорката на библиотеката, за да може утре некој ваше другарче или некој кој што не гледа, да може да си прочита убава книга, повелете. Вие ќе му кажете на некој другарче ако не гледа и ако е слепо дека има книга што може да ја чита? Да. Дали тоа ќе биде знак за другарство? Да. Дали е важно да ги сакаме нашите другари без оглед дали гледаат добро, дали пишуваат со десна или со лева рака? Јас сум лева. Ти со лева. Значи што е важно, дечки, што научивме денес? Тоест не бе копирај. Другарство е што? Да се дружиш, да играш, да се сакаш да си делиш. Точно, браво. Друго, ако нешто не ти текнува да прашаш, да го прашаш другарите, така? Ако нешто ти е тешко да му кажеш. Не теко. Ако немаш другарче, да запознаеш другарче, така? Да кажеш како се викаш и да прашаш ти како се викаш. Вие запамтите аз како се викам? Ана. А како се вика моето записано? Фала ви што дојдовте денес. Добро, твоето како се вика? Дали ќе бидете мирни за да ви дадам нешто благичко? Ще ги разлигате. Дали некој е алергичен на кикирики? Мора да прашаме прво. По едно за сите. Ти алергична? Тијана, имаме алергична на кикирики. Ти не си? Добро. Ако некој не сака, нема да му дава. По едно не бидете такви. Ако некој не јаде, дали јадете, дали смеете да јадете? Не земав. Чекај срце. Нема човека за вас. Ако секој зема за сестра, за брат, нема да остане за никого. Ти не си зема? Ти си зема? Добро. Дали некој остана без чоколадце? Не има по две. Значи вака, некој ако взел две, ние треба да подели. Даме! Можете да се вземете. Дечки, ама другарство, знаете што е? Секој што ќе го издаде тоа ѓубренцето, што да му направи? Да го отврни. Што немаш? Значи не може сите да имате по две, не дадовме на секој по едно. Кој взел две, нека си подели со другарите, тоа е поентата. Едно на сестра. Така? Затоа прашав, ако некој е алергичен на чоколада или на... Може да биде лево. И ти снимаш две. Ама ги зедете и ѓубренцето тука е ова нека биде
имаме дома. Ајде, Мича, Ведра, ајде. Оди.